земјата и регионот. Покровител на вежбата е председателот на Република Северна Македонија Стево Пендаровски. Вежбата е во функција на промовирање на идните заложби на Црвениот крст на Република Северна Македонија со акцент на првата помош, промовирање на системот на психолошка прва помош, значењето на волонтерскиот потенцијал на општеството во функција на усовршување на системот за кризен менеджмент, како и соработката на граѓанскиот сектор во случај на поголеми нарушувања настанати од природни катастрофи и катастрофи предизвикани од човекот. Учество на вежбата која ќе се одвива на повеќе локации ќе земат повеќе од 500 лица, 2 хеликоптери и 40 возила. Во продолжение ве оставам сите заедно да ја проследиме вежбата Хуманитарен одговор 2023. Учавата од дното на земјата ги покрива сите крици и звуци. Одеднаш бучава Почитувам председател на Република Северна Македонија Стево Пендаровски, почитувани министри, почитувани представници на дипломатскиот кор во државата. Почитувам председател на Црвениот крст, почитуван генерален секретар Саид Саити, почитувани гости и учесници. Добре дојдовте на симулацијската вежба на Црвениот крст Хуманитарен одговор 2023. Го повикувам директорот на симулацијската вежба, господинот Ванчо Шонтевски, да не информира за подготвеност. Почитуван генерален секретар, би сакал да ви информирам дека сите подготовки за извршување на симулацијската вежба се завршени. Дозволете да ја започнеме вежбата. Благодарам.
часот силен земјотрес со јачина од 6,1 степен по Рихтер го погоди град Скопје со епицентар на подрачјето на општините Карпош и Центар. Катастрофалниот земјотрес предизвика оштетување на инфраструктурата, одрони на повеќе локации, проблеми со електричната енергија. За жал, покрај материјалните загуби, евидентирани се човечки загуби, над 400 починати, околу 2000 повредени, а повеќе од 10.000 лица имаат потреба од засолништа поради уништените домови. Голем број на повици пристигаат преку бројот за итни состојби 112 од исплашени и повредени граѓани. Секој повик добијан од граѓаните се проследува до регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје и дежурниот оперативен центар на Центарот за управување со кризи, како и оперативните центри на МВР, Бригадата за противпожарна заштита, итна медицинска помош, Дирекцијата за заштита и спасување, Црвениот крст и другите субјекти вклучени во оваа надлежност. На ниво на град Скопје формиран е градски оперативен штаб за заштита и спасување, за координација и делување на терен, во кој членуваат Дирекцијата за заштита и спасување, МВР, итната медицинска помош, противпожарната бригада, членови на град Скопје, како и представник на Црвениот крст, кои започнаа со воредните активности согласно стандардните оперативни процедури. Од она што може да го забележите во моментов, хотелот Сити Парк е зафатен со пожар, а куќата во неговата близина е разурната од земјотресот. Во моментов на терен присутни се и делуваат силите на Дирекцијата за заштита и спасување. Екипите на ДЗС прават проценка на ситуацијата и бараат да бидат вклучени сите потребни капацитети. Согласно проценката која што беше направена од Дирекцијата за заштита и спасување, во моментов на терен се противпожарната бригада, возило на Министерството за внатрешни работи, кое што пристига во овој момент на местото на станот каде е потребно делување. Станува збор за едно возило на Министерството за внатрешни работи како обезбедување. Присутни на терен се и екипите на МВР од единицата К9, односно единица која што работи со службени куќиња. Тука се и екипите на Дирекцијата за заштита и спасување, со тим за спасување и пребарување. Едно возило и, како што може да забележите, присутна е и екипа на итната медицинска помош. Забележуваме екипите на противпожарната бригада кои што делуваат со возило и со скалило на 4-тиот кат од хотелот Сити Парк. Според добиените информации, на 4-тиот кат од хотелот има едно повредено лице. Екипите на противпожарната бригада работат на негово извлекување. Во меѓувреме, екипите на МВР направија обезбедување на местото на настанот, а службите на Дирекцијата за заштита и спасување започнаа со проверка на теренот, каде што има пријава за повредени лица. Во проверката на теренот се вклучува и тимот на Министерството за внатрешни работи, К9, кој што со помош на службените куќиња прави проверка на теренот. Во меѓувреме добиваме информација за потреба од интервенција во основното училиште Киро Глигоров, каде училиштето во соработка со Црвениот крст спроведува евакуација на 600 ученици кои панично реагираат по земјотресот. Ова е видеоматеријалот кој што може да го погледнете на бивнот. Станува збор за материјал од основното училиште Киро Глигоров.
Во текот на евакуацијата, според добиените информации, едно дете и 2 наставнички се повредени и Црвениот крст им укажува прва помош. Целокупниот процес е спроведен во асистенција на екипи од Министерството за внатрешни работи. Во моментов од куќата и хотелот извлече, од кои 10 се повредени и 15 лица кои се во панична состојба и бараат помош. Ситуацијата може да ја погледнете и на видеообимот. Во живо таа се случува од спротивната страна на булеварот Илинденска. Тимовите на итната медицинска помош спроведуваат тријажа на извлечените повредени и потоа пристига националниот тим за прва помош на Црвениот крст, кој што во моментов со поддршка на тимот за прва помош на Црвениот крст од Србија и тим за психосоцијална поддршка од Црвениот крст на Бугарија и Црвениот крст на општината Гостивар делуваат на помош. Додека националниот тим за прва помош со помош на екипите од Србија и Бугарија како и општинската организација на Црвен крст Гостивар делуваат на помош, добивме информација дека има спасување од срушен мост на реката Вардар во близина на клиничката болница Систина.
Од силниот земјотрес срушен е пешачкиот мост на реката Вардар во близина на болницата Систина. Тимот за спасување на вода од Црвениот крст во соработка со тимот на општина Карпош и со поддршка од тимот за спасување на Црвен крст Хрватска транспортираат 2 повредени лица преку реката Вардар до болницата Систина. Ова е моментот на случување покрај реката Вардар поради рушење на мост на реката Вардар во близина на болницата Систина. Медицински тим на Систина ги прифаќаат повредените и со санитетско возило ги транспортираат до болницата, каде што ќе бидат соодветно згрижени. По направената тријажа од страна на итната медицинска помош, за жал утврдено е дека едно лице е починато и тоа од страна на Црвениот крст се пренесува во шаторот мртовечница на Министерството за здравство. Националниот тим за прва помош на Црвениот крст на Македонија заедно со тимот на Црвениот крст на Србија веднаш пристапува во укажување на прва помош на повредените лица и нивен транспорт во тријажниот центар кој што се наоѓа веднаш од мојата десна страна овде во градскиот парк. Тимовите психосоцијална поддршка ги прифаќаат и им укажуваат прва психолошка помош на лицата од кои 10 со паничен напад се упатуваат до Центарот за ментално здравје и психосоцијална поддршка на Црвениот крст. 5 тешко повредени лица од куќата и хотелот итно се транспортираат до здравствени институции со помош на едно возило на приватната здравствена установа Невромедика, едно возило на Германскиот Црвен крст, возило на Црвениот крст од сервисот Итно Копча и возило кои доаѓаат пред паркингот и ги превземаат повредените лица. Од повредените една е трудница и директно се пренесува до мобилната гинеколошка амбуланта на Министерството за здравство, која што е поставена и функционира овде во моментов, каде што екипи од гинеколошко-акушерската клиника делуваат на терен. Од тријажниот центар, тимовите медицинска помош веќе спроведуваат на време со на националниот тим за прва помош на Црвениот крст ги прифаќаат лесно повредените лица кои доаѓаат од хотелот Сити Парк и се започнува со укажување на прва помош како поддршка на итната медицинска помош и Црвениот крст се вклучени и тимови за прва помош од Црвен крст на Албанија и Црвен крст на Црна Гора. Ке може ли да ни кажете што се случува во моментот во тријажниот центар, каква е ситуација? Во моментов имаме 4 повредени донесени од други локации. Како се они? Имаме најава за уште повредени, укажуваме прва помош. И тие што има потреба се носат, се транспортираат со амбулантно возило.
Добиена е пријава за повредено лице кое што е заглавено на кровот на хотелот Сити Парк. Во моментов пристигнува хеликоптер на Министерството за внатрешни работи и екипа на специјалната единица Тигар, кои што треба да интервенираат во излекување на овој повреден граѓанин кој што е заглавен на кровот на хотелот Сити Парк. Во мобилната гинеколошка амбуланта интервенира тим на гинеколошко-акушерската клиника. Доктор Чибишева, кажете ни каква е ситуацијата, за каква интервенција станува збор? Се работи за симулација на теренска интервенција на повредена трудница. Значи, како и во сите други ситуации, така и во оваја бремените жени имаат предност, имаат посебен начин на примарно згрижување и третирање. Значи, нашата цел е примарно да помогнеме околу повредите, да направиме комплетен гинеколошки преглед за кој што ни е соодветно опремена оваа мобилна гинеколошка амбуланта и на крајот да донесеме одлука дали тука ќе заврши третманот, дали може би заради присутното обилно крварење имаме потреба од хитно теренско породување или се работи за никое пореметување на функцијата на плодот која што ќе бара многу итен транспорт во здравствена установа. Со ова возило може да се делува на секаков терен, така? Да, ова е мобилно гинеколошко возило кое што е соодветно опремено со сета апаратура која што е потребна за примарните гинеколошки и акушерски прегледи. Jedan, dva, tri, gore. Dobar. Ajmo, krećemo. Idemo. Пред хотелот Сити Парк ги гледаме возилата на итната медицинска помош на приватната здравствена установа Невромедика, германскиот Црвен крст, возилото на Црвениот крст од сервисот Итно Копче, кои ќе ги пренесат 5 тешко повредени лица од куќата и хотелот до здравствени институции. Пристигнува хеликоптерот на МВР и екипа на специјалната единица Тигар, кои пристапуваат кон спасување на повреден од кровот на хотелот Сити Парк. Тие ќе делуваат со помош на витло и корпа на извлекување на повреденото лице, кое ќе биде транспортирано до градската општа болница 8 септември.
Поради сериозноста на последиците и состојбата на терен, на предлог на управувачкиот комитет, како владино тело кое го сочинуваат министрите за внатрешни работи, министерот за здравство, транспорт и врски, одбрана, надворешни работи и раководителот на групата за процена, согласно првичните проценки, владата прогласи кризна состојба на дел на територијата на градот Скопје. Веднаш се ставени во функција сите национални капацитети и ресурси, формиран е мобилен главен штаб и направен е акционен план по кој ќе се действува. Владата издаде барање за меѓународна помош преку Евроатлантскиот одговор при катастрофи, координативен центар и Европскиот механизам за цивилна заштита, како и до соседните земји. Во исто време и Црвениот крст побара помош од Меѓународната федерација на Црвениот крст и Црвената полумесечина преку регионалната X-Сток платформа на Црвениот крст. Понудени се стокови резерви, хуманитарна помош од Црвениот крст на Хрватска, Србија, Бугарија, Албанија и Црна Гора. Според веќе прогласената кризна состојба, сите мобилизирани и расположливи сили и ресурси се ставени во функција. Голем број на граѓани доброволно се пријавуваат да волонтираат и да дадат поддршка на Црвениот крст. Во моментот Центарот за управување со кризи ја презема координативната улога за справување со последиците од кризната состојба. Во првиот зафат обезбедени се локациите за ангажирање на сили и средства. Поради оштетувањето на системот за напојување со електрична енергија, ЦУК овозможи воспоставување на комуникација преку НИКС системот за соодветна координација на силите на терен во рамките на своите задачи и овластувања. Во меѓувреме, она што може да го видите е интервенција на хеликоптерот на МВР, презема повреден од јужната трибина на градскиот стадион и тој ќе биде транспортиран до болницата 8 септември. Во тријажниот центар, по укажаната тријажа, утврдено е дека 4 лица итно треба да се транспортираат до најблиските болници и се повикани тимови за итна медицинска помош од итната медицинска помош, болницата Аџи Бадем Систина, клиниката Жан Митрев и приватната здравствена установа Никоп Медикал. Возилата на приватните здравствени установи ги транспортираат 4 повредени лица. Ние видовме дека веќе делуваше хеликоптерот на МВР за извлекување на повредено лице од јужната трибина на градскиот стадион Тодор Проевски. Има информација дека
таму делуваат повеќе екипи, станува збор за интервенција за време на фудбалски надпревар. На градскиот стадион Тодор Проевски по настанатиот земјотрес публиката е во паника и бара излез од стадионот. Членови на националниот тим за прва психолошка помош и психосоцијална поддршка се на лице место и им укажуваат психолошка помош на испаничената публика. Тука сме ние, кажи ми дали може... Кажи ми дали имаш който го била, дали сме до доктора? Дечки прифат. Во исто време од јужната трибина на градскиот стадион, тимовите за спасување на Црвениот крст со жичара спуштаат 2 лица повредени од публиката. Црвениот крст во соработка со медицински тим на армијата им укажуваат прва помош на повредените и со санитетски возила на Црвениот крст и армијата се транспортира до двата триажни центри. Стоп. Одлично. Вади го стемот на вака, јас ја држам. А што се случи? Не се секирај, добра ќе бидеш без... Се е борец, значи ние сме обучени за прва помош. Идај и врти со глава. 1, 2, 3. Со глава. Во моментов на булеварот и Линденска толпа на испаничени граѓани се движат по булеварот, ги бараат своите блиски, добили информација дека нивни роднини се повредени и се сместени во тријажниот центар кој што е лоциран во градскиот парк. На повик доаѓа единицата за јавен ред и мир и интервенции започнува со смирување на ситуацијата предизвикана од лицата кои што се во паника. Тука се и тимовите на Црвениот крст кои укажуваат прва психолошка помош на лицата кои се во паника. Во гужвата и паниката 2 лица се повредени и тимовите на Црвениот крст укажуваат прва помош. Едно лице е потешко повредено и тоа се транспортира со санитетско возило на Црвениот крст од сервисот Итно Копче до здравствено установа. Поради прогласената кризна состојба, формиран е и триежен центар на војниот стадион во градскиот парк, каде што делуваат екипи од Црвениот крст и армијата на Република Македонија. Во целата акција вклучена и хеликоптерската единица на Арама. Оваа група на граѓани се обидува да стигне до тријажниот центар во градскиот парк, каде што имаат информација дека се наоѓаат нивни блиски кои што се повредени во земјотресот.
Гледате дека овде делува единицата за јавен ред и мир и интервенции на МВР, како и тимовите на Црвениот крст. Во овие моменти хеликоптерот на МВР и хеликоптерот на АРМА слетуваат на хелиодромот во близина на градската општа болница 8 септември и носат по едно повредено лице. Медицински тим на градската општа болница 8 септември ги презема повредените и ги транспортира до градската општа болница со санитетски возила. Додека е во тек интервенцијата на припадниците на МВР и на Црвениот крст во градскиот парк, добивме информација дека голем број на хумани граѓани веќе се вклучуваат во акцијата за дарување на крв. Се вклучуваме во Центарот за крводарување на Црвениот крст на град Скопје, каде во моментов граѓани доброволно даруваат крв како помош во оваа кризна состојба. Испаничени, да. Во големата катастрофа, потребите за крв и крвни продукти се навистина зголемени. Граѓаните веќе масовно се тука со нас, чекаат да даруваат крв, меѓутоа ги повикуваме и сите граѓани кои што сакаат, кои што можат да даруваат крв, да дојдат и да го сторат тоа. Од Центарот за крводарување на Црвениот крст се вклучуваме во контакт центарот на Итно копче на Црвениот крст. Како што знаете, оваа услуга е за помош на стари лица и лица со попреченост во нивните домови. Во моментот има јавување од еден корисник кој е повреден поради пат. Тимот на обучени лица на Итно копче веднаш се подготвени да реагираат и излегуваат на терен. Дали вашата врата е заклучена? Веднаш праќаме екипа до вашиот дом. Ве молам останете на линија додека не дојде екипата. И не ја менувајте вашата моментална положба заради заштита од дополнителна повреда. Оваа вежба покажа дека Црвениот крст располага со големи капацитети за поддршка во одговор и исправување со кризни ситуации. Може да забележиме на паркинг просторот пред хотелот Сити Парк како се поставуваат екипите на Црвениот крст, меѓутоа и сите учесници на денешната вежба. Јас ќе го поканам председателот на државата Стево Пендаровски. Председателе, мислам дека видовме доволно од овие екипи и заслужуваат да слушнат и збор од вас за она што можевте да го погледнете. Повелете.
Почитувани учесници на вежбата, морам на почетокот да ви кажам дека сум импресиониран од оно што го покажавте денеска пред сите нас. Станува збор за вежба во која учествуваат околу 400 луѓе, од кои најмалку 50 се од неколку други држави во нашето обкружување, да направите таква координација, синхронизација, да имате вежба на високо професионално ниво, во кој учествуваат и државни институции, и граѓански организации, и поединци, и тоа да изгледа вака верно, реално, како не да Боже стварно да се случува, че може да го направат само луѓе кои се посветени на својата работа, кои долго време ова го вежбаат и кои имаат што да понудат во вакви ситуации на нашите граѓани. Сакам да ви честитам, да ви посакам и вам и на сите нас никогаш ваква вежба да не ни се случи или вакви активности во реалниот живот. Меѓутоа, нашиве граѓани низ ова што го гледа, може да утврдат, може да бидат уверени дека и да имаме такви ситуации, има институции, има координација помеѓу нив, има одлична синхронизација меѓу државниот и приватниот сектор, има одлична меѓународна соработка, одлична регионална соработка и дека ако имаме таква ситуација, одговорот ќе биде на највисоко можно ниво, што подразбира сосема конкретно спасување на човечки животи и намалување на деструкцијата и страдањето кои во вакви ситуации се неизбежна појава. Честитки до сите вас, би сакал да се видиме во некоја друга прилика, само не во вакви ситуации и не во реалниот живот. Сте живи и здрави. Со обраќањето на покровителот, председателот на Република Северна Македонија Стево Пендаровски завршува и нашето директно вклучување одовде од градскиот парк во Скопје, каде што се одржа показната симулацијска вежба Хуманитарен одговор од 2023, на која што учествуваа над 500 лица и